Јас бев на некој начин линчуван од јавноста, неоправдано, сепак сум универзитетски професор кој на некој начин секој се трудел да и помогне на државата и сум ја задолжил многу повеќе од сите заедно што мене на некој начин ме гонеа во еден невиден политички прогон. Осомничени дека заедно со 8 члена група заедно со Да, група што не знаеме дека правела истражување, ископување и трговија со артефакти, ама кај секој различно, ама ние сме група и сите одговараме за се. Затоа потенцирам дека ние не се знаеме, меѓутоа. Вие тоаш прв пат ги видовте другиве луѓе. Прв пат се гледаме. Претходно никого не знаете, нити тие вас ве знаат. Само со еден комуницира, ниту ме знаат, ниту сме се стретнале, може ме знаат како доктор, како, меѓутоа немаме кој. Меѓутоа, што е многу битно, се докажа на крај, после 7 години доказна постапка, дека кај никој нема артефакт. Зборот артефакт го употребуваат во телефонски разговори инспектори, така наречени енен лица со телефонски броеви, кои после разбираме дека се некакви агенти провокатори, дури 11 на број има. И тие ги употребуваат термините, ќе се јави на некого, види таму некои артефакти, некој ова, некој она. Значи, само по себе. Се дека ниту еден од 8 луѓе не зборувал за артефакти или пак да има. Значи нема. Значи не е во предметот е самата пресуда. Ние сме осудени, значи после тој долг период на доказна постапка, условно, сите се условно. Меѓутоа не е приложен ни еден предмет што е ниту културно наследство, они не обвинуваат за добро под привремена заштита, културно наследство или природна реткост.